Се комплетираше 10-то коло во првата фудбалска лига на Македонија. Во дербито по Тумбекафе, Вардар на гостувањето во Битола го совлада Пелицер со 2:1. Во другите средби Металург Турново 1:0, Напредок Македонија Ѓорче Петров 2:1, Гостивар Ренова 1:1, Шкендија Еромилк 0:3 и Работнички Брегалница 3:0. Па така, по ова 10-то коло табелата во првата македонска фудбалска лига има нов лидер, тоа е Металург со 17 бодови. Вардар има еден помалку на втората позиција, додека трети Работнички со 16 бода. Новак Џоковиќ ја одбрани титулата на АТП турнирот од серијата 500 што се играше во Пекинг. Тој во финалето го победи Рафа Надал убедливо со 2:0 во сетови 6-3 и 6:4. Српскиот тенисер влезе помотивирано гледајќи на фактот дека моментално не е број 1 тенисер и од пиедесталот беше симнат токму од Надал. Главно оружје на Џоковиќ беше одличниот сервис наспроти неизненадените грешки на Надал. Како доказ за одличната игра на свој сервис од страна на Џоковиќ се изгубените поени на свој сервис кои броја до 2 во првиот гем, додека во вториот во кој направи брейк на отварањето победе со 1:0 и славеше со 6:4 загуби само 4 поени. Со оваа победа Џоковиќ намали на 16:22 во меѓусебните дуели против Надал и на терените во Кина дојде до својот четврти трофи или 38 титула во кариерата. Претходно тој го освои трофејот во 2009, 2010 и 2012 година. Од денеска Надал е прв светски тениски рекет со само 40 бода предност пред Џоковиќ. Кај дамите Серена Вилијамс лесно и убедливо со 2:0 во сетови 6-2 и 6-2 ја победи Јелена Јанковиќ. Со тоа американската тенисерка ја освои 56-та вета титула во кариерата за 1 час и 28 минути игра. Американката сега се наоѓа на 7-то место по бројот на освоени ВТА турнири во историјата. Пред неа се само Мартина Навратилова, Крис Северт, Штефи Град, Корт и Којли. Себастијан Фетел триумфираше на трката за големата награда на Кореја со што ја забележа 34-та победа во кариерата. Тој доминираше од почетокот на трката, стартуваше од пол позицијата и со одлично возење ја задржа предноста до крајот. Фетел славеше пред двоецот од Лотус, Кими Рајконен и Роман Грожан. Бодови освоја уште Нико Хулкенберг, Луис Хамилтон, Фернандо Алонсо, Нико Росберт, Дженсон Батон, Фелипе Маса и Серхио Перес. Во генералниот пласман Фетел има убедлива предност пред второпласираниот Алонсо и третиот Рајконен, а во проредокот кај конструкторите прв е Red Bull со 402 бода, пред Ферари кој има 284 и Мерцедес со 283 бода. Формула 1 шампионатот продолжува со трката за големата награда на Јапонија, која ќе се вози следниот викенд. Дерик Роуз со победа се врати на кошаркарските терени. Тој постигна 13 поени за Чикаго Булс во победата над Индијана со 82-76 во предсезонските надпревари. Роуз не беше на терените од април 2012 година, а сега остана на теренот малку повеќе од 20 минути додавајќи и 2 асистенции и 3 украдени топки. Неверојатно сум среќен што повторно сум на теренот, изјави Роуз. Тој остана на клупата во последните 19 минути. Гибсон беше најдобар стрелец за Булси со 18, а Денг додаде 15 поени. Двајт Хауард пак го одигра првиот надпревар за Хјустон Рокетс и постигна 19 поени 9 скока, но ракетите загубија од Њу Орлеанс минимално со 115-116. Украинскиот боксер Владимир Кличко во Москва го совлада русинот Александар Поветкин над поени по 12 одиграни рунди. Украинецот воедно ги одбрани шампионските појаси во 4 верзии во тешка категорија. За Кличко ова беше 61 славје во кариерата во која има само 3 порази, а одлуката на судиите на крајот беше едногласна, сите тројца бодуваа 119-104 во корест на украинецот. Поветкин го забележа првиот пораз во својот 27 меч. За победата Владимир Кличко инкасираше 13,5 милиони долари, а Поветкин заработи 4,4 милиони долари.